Односно обвинувањата на дел од советници во врска со случувањата во општина Росума, би сакал да кажам и јас својот став да го изразам. Во делот од забелешката дека седниците не се снимаат и медиумскиот мрак, би сакал да кажам дека се работи за основно непознавање на оваа законска регулатива, а за ова советниците беа неколку пати во неколку наврати информирани. Тоа можеме да го докажеме со како прилог со Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, каде конкретно во член 102 е регулирано тоа, а за тоа советниците неколку пати, како што реков, информирани, односно забрана за рекламирање на единиците на локалната самоуправа не смеат да предвидуваат средства за информирање и запознавање на јавноста со своји услуги или активности преку приватни радиодифузори. Мислам дека тоа и на вас е познато. Во врска со тој медиумски мрак, во тој контекст би сакал да кажам дека и во нормални услови, кога се случува седниците беа снимани од медиумите, некои од советниците за 3 години буквално ниту еднаш нема никаков настап, никаква забелешка, никаков предлог, така да ни медиумите ни во тој случај не им беа потребни, бидејќи нема што да презентираат или што да кажат или да предложат. Иначе во овој контекст би сакал да кажам дека овој советот е должен да одржува и комисии, но за жал таа обврска не ја извршуваат, а за која добиваат одреден паричен надоместок. Тоа е во правилото. Што се однесува пак до неспроведувањето на битните одлуки кои советот ги носи, односно клучни одлуки, како ги рече председателот на советот, сакал да ви ги презентирам кои се тие одлуки за кои што јас не ги спроведувам. За камерата еве таа одлука. Тоа е одлуката за одобрување на финансиски средства за лицето ДП од Росума во висина 12.500 денари заради стажирање. И уште една одлука, исто така, за одобрување на финансиски средства на лицето МП од Росума, исто така во висина од 12.500 денари за стажирање. Тоа се тие клучни одлуки кои Бранко Јанев, како градоначалник на општина Росума, не ги спроведува и еве сега во оваа прилика јавно да кажам дека овакви одлуки никогаш нема да спроведува. Меѓутоа, во делот спроведувањето, односно донесувањето на клучни одлуки кои се многу важни за нормалното функционирање на општина Росума, а кои што не се донесени, а се од суштинско значење за, како што реков, за функционирањето, би сакал да спомнам уште неколку одлуки кои не беа донесени од советот, а всушност имавме обврска тие работи да ги регулираме, односно тие одлуки да ги донесеме. Како прво би го кажал оперативниот план за одбрана и заштита од поплави, кој е стратешки документ во функционирањето на локалната самоуправа и е задолжителен, а тоа можеме да го потврдиме со проблемите кои што ги имавме во врска со врнежите. Меѓутоа, овој оперативен план од Совет на општина Росума не е донесен, иако за тоа ние имаме законска обврска. Поради кои причини, тоа само советниците го знаат. Што се однесува до други одлуки, кои што се многу исто така битни, а не се поддржани од Советот на општина Росума, а беше потенцирано на пресот на советниците, тоа е одлуката која што не беше донесена во врска со апликацијата во Биро за регионален развој, каде општина Росума аплицираше за проект за реализација на проектот за уредување на централно подручје за 6 милиони денари, односно за 100.000 евра, кој што Советот не го поддржа и на тој начин директно го оштети буџетот на Советот на општина
Истовремено уште едно, можам да ја информирам јавност, каде Советот нема сенс, нема чувство за во врска со овие работи е неподржувањето на апликацијата за подготовка на техничка документација за инфраструктурни проекти од спонзорирана или платена од UNDP и SIDA, односно шведската меѓународна организација за поддршка и развој на инфраструктурни проекти. Зашто всушност се работи? Советот не ја поддржа одлуката за изработка на проекти, како што реков, во висина од $15,000. Овие средства се беа обезбедени од уште еднаш од UNDP и од SIDA, а се работи за уредување на речното корито од мостот, од едниот мост до другиот мост, каде што требаше да речното корито на Црна река биде уредено со кејовски, исто така беа предвидени пешачки стази, велосипедски стази и разни други содржини од структурата на заштита на биодиверзитетот. Можете да замислите колку се тие конструктивни. Како прилог ги одлуките, ова е предлог одлуката за градење на капацитети кај општините за имплементација на проекти која што не беше поддржана од советниците на општина Росо. Во врска со обвинувањата околу закажувањето, водењето и функционирањето на седниците на Советот, да бидам искрен, дури и се срамам да коментирам. За последната седница, точно е дека предложив истата да се одржи или во општинската сала, или во салата во училишната сала, со оглед на моменталната состојба со ковид ситуација, бидејќи беше предвидено да присуствуваат повеќе лица, каде би се зачувала, односно запазила онаа физичка дистанца. Меѓутоа изборот и овој пат беше на председателот, кој што одлучи тоа да се одржи во општинската сала за состаноци, каде за жал не беше и почитувана мерката која што е предвидена со COVID-19 во делот од физичката дистанца. Што се однесува пак до забелешките за сервисирање, односно одржување на локалните патишта, одржувањето на хигиената, изнесувањето на сметот и друго, ќе кажам дека во овој 3-годишни мандат успеавме за потребите на јавното претпријатие Комуналец да обезбедиме еден нов трактор, камион за собирање на смет, автомобил, 65 контейнери, 600 пластични канти, се со цел подобрување на условите за активностите и потребите на јавното претпријатие. Меѓутоа, за успешно функционирање и одвивање на сите овие активности не се потребни само средства, него потребни се и човечки ресурси. Во врска со тоа, до Советот беше доставено барање за добивање согласност на годишен план за вработување за 5 лица за потребите на јавното претпријатие Комуналец. Меѓутоа, и овој пат Советот немаше чувство за тоа, иако сите вработувања им беа понудени тие да ги реализираат. Сега, во оваа смисла би сакал да кажам дека дури и за набавка на контейнерите, двајца од советниците кои држаа прес, не ја поддржаа одлуката за набавка на контейнери. Замислете какви се тие душегризници за хигиената во општина Росо. За сите овие работи кои се ги зборувам, имате тука прилози кои што вас ќе ви бидат доставени и кои што на јавноста ќе може да ги презентирате. На крај би сакал да кажам дека во врска со подобрувањето на хигиената, во најскоро време очекуваме уште еден камион од 8 кубика за изнесување смет и еден скип кој што исто така би требало да придонесе кон подобрување на условите за одржување на хигиена во општина Росо. И сега на крајот доаѓаме на местото на злосторот, односно местото викано Плоча, кое што е актуелно деновиве и каде што е, како што знаете вие, а и граѓаните знаат дека е предвидено, односно распишен е тендер, јавно надавање за реализација на проектот на уредување на плоштад и плоча во Росо.
тоа е овој дел или како што го нарече председател Советот на Пресот, овој налудничав проект. Може ќе видиме, треба ќе каже дали е проектот налудничав или е сосема во ред. Инаку за реализација на овој проект, кој што е предвиден однапред и е донесен на Советот едногласно во програма за уредување на градежно земјиште за 2020 година, предвиден е и во годишниот план за јавни набавки, изработен е проект во согласност со донесениот урбанистички план за село на Росомон, а истиот тој беше донесен од едногласно, потенцирам, од советниците на седницата во декември месец минатата година. Иначе парите се обезбедени од буџетот на општина Росомон во висина негде од 12,5 милиони денари. Во прилоги имате програмата за уредување на градежно земјиште, урбанистичкиот план, за донесениот урбанистички план, само да спомнам во врска со ова и да кажам дека при донесувањето на урбанистичкиот план за село за Росомон беше организирано дури 2 пати јавна расправа. На таа јавна расправа урбанистичкиот план во смисла на овој дел овдека немаше никакви забелешки.